Доколку има реална поддршка од владата околу откупот на пченицата, Македонија за неколку години може да стане увозно независна земја и целосно да ги задоволува потребите за жито со домашно производство. Ова е ставот на Асоциацијата на земјоделци, кои што истакнаа дека во моментов потребите на државата биле околу 350.000 тони пченица на годишно ниво, а лани во државава се произвеле околу 250.000. Се надеваат на ветениот интервентен фонд од владата, кој што би ги покривал разликите доколку дојдат од брезанската цена на пшеницата до производствената цена кајнес, доколку таа би била за некој денар поскапа од онаа на березите. Калкулацијата наша, ако кажи дека производствената цена на пшеницата и цената која што треба да ја продаваме е минусна, тогаш одма ние ќе се обратиме во државата. Ќе кажеме дека сега, доколку вие, мислам да така, државата сакате да имате повеќе производство македонска пшеница, тогаш разликата наша, кажува пример, велиме од денар, 2, 3 или 5. Вие сте способни, мислам, како држава да ни интервенирате во оваа ситуација или не сте? Ако кажа дека сме, ние ќе продолжиме со производство на пшеница. Ако кажа дека не, нема да одиме со загуба за производство на пшеница. Битно сме оспособени за да произведеме ние пшеница доволно за потребите на Македонија, меѓутоа без загуба. Лани се засадиле 75.000 хектари, а годинава кога сме на прагот на пролетната сејдба, се очекувало тоа да биде за 1000 хектари повеќе. Квалитетот и тежината на родот пак ќе зависело нормално пред се од временските услови. И мислам дека можеме да го достигнеме тоа наше производство за да бидеме независни од увоз на пченица. Ако прошлата година сме имале околу 250.000 тони пченица и ова година со зголемување 30.000 тони, тогаш ќе ни остана уште, пример велиме, 20% што треба да ги увеземе, али со тек, со на времето. Инаку лани пченицата се откупуваше по околу 20 денари за килограм, а моменталната брезанска цена била од 16 до 17 денари. Во Македонија во моментов имало останат уште 10 милиони килограми неоткупена пченица по амбарите. Од асоциацијата вела дека тоа се количини за кои што некој сметал дека ќе заработи повеќе доколку ја чува и ја предаде подоцна. Но цената на светските берзи паднала. Не се знае моментално што ќе биде со оваа пченица.